Добра вечер, почитувани гледачи. Во спортскиот центар Јане Сандански низ населбата Аеродром веќе неколку дена се лади победничкиот шампионскиот шампањ. Се подготвува негово отворање вечер, уште по завршувањето на третиот финален надпревар од кошаркарскиот плейоф меѓу МЗТ Скопје Аеродром и Работнички. Аеродромци водат со 2-0 по првите две одиграни средби од завршницата на плейофот и ја имаат вечерва првата меч топка за преземање на шампионскиот примат. Од друга страна, актуелниот шампион мечта е дека ќе пролонгира серијата. Пред преносот се разбира ги регистрираме изјавите на двајцата тренери Ѓорѓе Кочов и Марин Докузовски. Наше е да влеземе максимално мотивирано, да не смееме никако да ги подцениме. Не смееме им да дозволиме да се расшутираат. Мислам дека со правилен пристап, агресивна игра, дека имаме големи шанси. Меѓутоа тоа мора да се испрати 40 минути. Не може ни една утакмица пред време да се добие. Треба да се одигра. Докузовски, тешка е позицијата на Работнички, два пораза во првите два меча од финалето. Може ли да се излече актуелниот шампион од ова незавидна позиција? Па јас уште пред финалето кажав дека МЗТ е фаворит. Сега Работнички не бил никогаш во потешка позиција, затоа што освен што за овие 16-17 дена ова ни е 8ми надпревар. Згоре на тоа големи пекови имаме со повредите. Сами знаете што ни се случуваше на овие надпревари. Останавме без тројца клучни играчи. МЗТ е голем фаворит. Игра и пред нивна публика, значи сите се е на негова страна. Значи едино што им кажав на играчите дека треба до крај да се борат и достојно да ги бранат боите на Работнички. Сигурно дека ќе дадеме се што можеме на овој надпревар, да пробаме да го изненадиме противникот, но реално МЗТ е голем фаворит и е многу близко до освојување на титулата. Прикажавте две диаметрално спротивни изданија во првите два меча од финалето, се одразија тие и резултатски. Која е во принцип реалната слика на овој Работнички сега? Па видите, многу пореално ќе беше се да не имавме толку тежок двобој со Благотекна, да бевме малку посвежи. Сигурно ќе дадевме поголем отпор. Мислам дека во првиот надпревар имавме прво полувреме и до скоро до крај на четврта, до трета четвртина бевме во игра. Еве видовте и сами на минатиот надпревар до 5 минути до крај бевме во игра, меѓутоа немавме сили, немаме ростер, немаме свежина во играта затоа што мал број на играчи и мислам дека е тоа клучен фактор. Ова е 152 надпревар на вечните скопски ривали. Работнички има 90 победи наспроти 61 на составот на МЗТ Скопје. Но во оваа надпреварувачка сезона сините од Аеродром славеа 4 пати на 7 надпревари, иако првиот најзначаен во ова 2018-2019 го припадна на Работнички во полуфиналето на купот на завршниот турнир во Гевгелија, кога се финалните надпревари во лигата во прашање. 36-ти дуел на Работнички на МЗТ Скопје. Црвената половина на главниот град славеше 23 победи, 12 досега за МЗТ. Или ако се соберат и финалните надпревари во купот, ова е 42 финален меч на двете екипи. 26-15 е билансот за Работнички. Во Јане Сандански во оваа сезона 3 надпревари, 2 пати радост за МЗТ Скопје, еднаш за Работнички. Петар Денковски, Игор Митровски, Александар Павлов ја добија честа да го водат овој надпревар, што доколку го добие МЗТ Скопје ќе биде последен од 27-то кошаркарско првенство на Македонија. МЗТ Скопје се надева на 7-та лигашка титула вкупно, на 16-тиот пехар од шампионатот и од купот во 27-то финале, додека пак Работнички ќе се обиде да ја продолжи оваа серија и теоретски да остане во игра за 26-тиот клубски пехар, 16-ти лигашки покрај оние 10 во купот. Ова е 35-то првенствено финале за тимот на Марин Докузовски. Овие два тима и лани ги одмерија силите меѓу себе во завршницата на плейофот. Работнички ја освои првата титула по пауза од 10 години. Ја запиша 15-тата шампионска звездичка, а МЗТ смета дека чукна часот за одмазда и по само една година престои во витрините на салата Градски парк пехарот да биде вратен
во Јане Сандански, во спортската, во кошаркарската гордост на населбата Аеродром. Се е подготвено за почеток на третиот надпревар од финалето. Самарџински, Иванов, Дамјан Стојановски и американците Вудард и Медфорд во почетната петорка на МЗТ Скопје Аеродром во ведната акција за работнички, кој што стартува со најдоброто со кој што воопшто располага во моментот на кој што може да смета Марин Докузовски, а тоа се Чековски и Јаневски на позициите 4-5, Стајич, Младеновиќ и Чавдар Костов. Овој не е така лоша петорка, проблемот е кога Докузовски ќе треба да ротира. Во рекетот го има единствено Бојан Крстевски на надворешните позиции, Виктор Ефремовски, и тоа е вака барем пред надпреварот премалку. И со 7 мина играчи ќе биде тешко да се парира, особено што станува збор за надпревар да се биде или не. Меѓутоа, инспирацијата е на високо ниво на кошаркарите во црвени дресови со оглед на начинот на кој што отвораат еве со тројка во првиот обид на Ѓорѓи Чековски, кој што поентерски беше скромен во претходните два меча, постигнувајќи 2 коша на првата, а 4 на втората средба одиграна завчера. Возврати Иванов со неговите први поени. Кошеви на двајца играчи на позиција 4. Иванов игра одлична финална серија со 10 поени во просек против работнички на претходните два надпревара. Еве го Костов, од далечина, погодува. Шутот ќе биде главно оружје на работнички на овој меч. А на почетокот еве тувачки. Два пати за тројка, но и два лесни коша од рекетот за центрите на МЗТ Скопје. Претходно Иванов. Еве сега кошеви за Предраг Самарџински. Уште еднаш на претходна акција, Самарџински има 9, а веќе рековме Иванов 10 поени во просек во оваа финална серија. Еве шанса за поениот втор напад за работнички. Младеновиќ не успева да реализира, го расипа оној 100% шут зад линијата. Претходно од Чековски и од Костов. Одираше Медфорд. Се градеше Чековски, Медфорд беше во понеповолна позиција и мораше да се послужи на некоректен начин со фаул. Стајич за Чековски. Шут за 2 на Стефан Младеновиќ. Контра Медфорд и потоа Вудард бараше контакт. Не успеа да поентира, меѓутоа ја изнуди личната грешка на Јаневски. 2 слободни фрлања за американскиот бек на МЗТ Скопје. Убав спортски амбиент. Гласни за сега навивачите на МЗТ, очекувајќи шампионско славје вечерва. Предпоставувам, а и со оглед на присуството на припадниците на обезбедувањето, се очекува пристигнување и на најверните симпатизери на работнички на популарните Сити Парк Бойс. Обично влегуваат откако ќе почне надпреварот. 2 поена на Джеймс Вудард за израмнување прво на мечот на 6-6. Имам печаток дека Бојане Сандански се е подготвено за титула, барем кога е во прашање ова навивачка песна на симпатизерите на базата. Костов уште една за тројка, не успеа сега да погоди, меѓутоа ја испушти топката Медфорд и ќе оди работнички повторно во напад. Се жали на повреда. Еве го уште една што и дуел. Пред Чековски, меѓутоа ја испушти топката, не реагира судиите, немаше прекршок и ќе остане работнички во напад, а се е во ред со Лестер Медфорд. Така што ќе може Кочов да го користи на овој надпревар. Единствен што отсуствуваше од разигрувањето до сега и од оваа финална серија, се разбира, е Андрија Бојич. А кај работнички го нема Гере Николовски, кој што имаше навистина високи бројки и беше еден од најзабележителните во екипата на Марин Докузовски. Но Костов, трета тројка, 9-6. Може ли работнички на ваков начин да го игра ова финале, овој трет надпревар и да биде во конкуренција, да ја оствари првата победа? Стајич контра Чековски од табла. Ѓорѓи Чековски, 5 поен, а имаше 3 во просек на претходните
2 меча. Серија 5-0 за Работнички. За разлика од 5 коша, играше со нога Чековски. Позитивен блез на Работнички во оваа средба, нема дилеми. Да не заборавиме, така беше и на оној прв надпревар одигран пред само 5 дена, кој што на крајот се претвори во тежок дебакл за кошаркарите на Работнички, еден од најужасните порази воопшто во нашата клубска кошарка, особено кога станува збор за меѓусебните дуели со МЗТ. 80-44 заврши таа прва средба, тогаш Мираковски се повреди среден надпревар, знаете добро, завчера Караджовски се повреди по само 23 секунди од надпреварот. Не достигаат тие играчи во ротацијата на Работнички денеска. 11-9 по оваа тројка на Дамјан Стојановски, при што беше фаулиран творецот на победата во претходниот дуел во овој обид за 3 поена. На шут фаулираше Бобан Стајич. Можност за 4 коша од еден напад практично. Кузовски ја прави првата замена. Јаневски е повлечен од игра, на негово место Бојан Крстевски. Личните грешки на ротација со Седумина се исто така значаен фактор. А Дамјан го реализира и дополнителното слободно фрлање, така што речиси ја стопи цела разлика на Работнички градена во 2 напада претходно. Костов. Чековски против Самарџиски, успеа да мине Ѓорги Чековски. И има лична грешка за дополнително слободно фрлање. И Чековски се пожалил на повреда пред овој надпревар. Дури му најавил и на Докузовски, според неговите зборови, дека можеби нема да игра, но еве го Чековски на теренот и тоа со одлично издание до сега. 7 коша со шанса за 8. Работнички води 14-10. 3,5 минути игра од третиот надпревар од финалната серија. Самарџиски против Чековски. Побед за центарска игра. Саме Стојановски од позицијата каде што даде тројка, меѓутоа кружи оваа акција. Повторно топката кај Самарџиски, Чавдар Костов прави лична. 40 минути од игра завчера. Близу 40 минути и на оној надпревар кој што Работнички го загуби со близу 40 поени разлика. Вудар шут за 3. Овој пат и без коша и без прекршок над бекот на МЗТ. И понатаму 4 разлика, напад на Работнички за највисоки 6 евентуално, меѓутоа загубена топка на Чековски во контра Медфорд и оди со положување. Од Тороби добиваат шанса домашните играчи, его прави тоа удар со прекршок на Бојан Крстевски за задоволство на трибините кои што се поисполнети со домашни навијачи. Абудар Тедовари од линијата за слободни фрлања ги реализираше претходните две. За него 5 коша. 4 Дамјан, по 2 Иванов и Самарџиски кај МЗТ. За сега двајца стрелци кај Работнички. Чековски 8, Костов 6. Мора некој да помогне. А и ова темпо на играње на превари на секој 2 дена е дополнително убиствено за кревкиот состав на Работнички, па сето тоа оди на негова штета. Од друга страна, МЗТ цела сезона игра со темпо 2 меча неделно. Прво уште низ настапите во АБА-2 лигата комбинирани со оној основен дел од лигашкиот шампионат на Македонија, за потоа и кога почне Суперлигата да нема проблеми во однос на прилагодувањето од тој тип составот на Ѓорги Кочов. Повторно не реализира МЗТ, Стајчори сам против сите и потоа направи чекори сакајќи да подзастане, да навлече противнички играч на себе кој што може би ќе фаулира, а едноставно можеше само да ја заврши работата. Самарџиски бараше лична грешка во претходната акција, Нејадови. Стајич не успеа да положи поради овие чекори и сите се на исти позиции. Но рамноправен е овој надпревар.
фаулираше Крстевски. За сега е без поен резервниот центар на Работнички. Гостинскиот состав го исполни бонусот, така што ќе застане на линијата за слободни фрлања Иве Иванов. Покрај оние 10 поени во просек имаше и 6 скока и повеќе од една асистенција во претходните два надпревара. Од оваа позиција е најдобар во редовите на МЗД Скопје со 80% реализација, меѓутоа го промаши ова фрлање. Мирене Докузовски на клупата. Не наметнува, се разбира, воопшто некаков императив кај неговите кошаркари, не е во позиција. Знаел често Работнички да игра и без центри во одредени сезони. Знаел да игра со шестмина кошаркари и повторно да биде непријатен ривал за кој било состав што во дуелите со него влегува од фаворитска позиција. Сега е 14-14. За Марджиски, за Медфорд. Иванов. Во пронеде Дамјан Стојановски. Успева Дамјан. Задоцни Владимирович. Седми кош за Дамјан Стојановски. Негова втора тројка. Ова е прво водство на МЗТ со оваа серија од 7-0. Во шестата минута бројките на семафорот првпат во полза на домашниот тим. Лична прави Лестер Медфорд. Серија од 12-3 ова за МЗД Скопје од оној момент кога Работнички имаше 11-6. Значи 11-3 е серијата. Почнаа да промашуваат почесто кошаркарите на Работнички и од надворешните позиции, по оној одличен процент на реализација на стартот веќе и не е така висок. Иако главно процентуално блиску се уште едните и другите, впрочем и резултатот е таков што ова е рана фаза на мечот, па се уште не може да се извлекува генерален заклучок, ниту пак да се предвидува со 100% сигурност во која насока ќе се движат нештото, иако генералната слика е јасна, па некои нешта и по принцип се лесни за прогнозирање. Меѓутоа на Работнички е сето тоа да го демантира. Костов, веднаш шут за 3 преку Вудард. 3 тројки од 6 шута имаат кошаркарите на Работнички за сега. Уште 4 минути од ова прва четвртина. Магдевски во меѓувреме го замени Медфорд, кој што го напушти паркетот по втора лична грешка. Иванов напаѓа преку Трајковски, инсистираше докрај да го излече овој поединечен индивидуален напад и ги заслужи овие поени. Вкупно 5 за него, 19-14. 9 поена по ред. Лична на Самарджиски, пошто две слободни фрлања ќе изведе Чавдар Костов во бонус и тимот на МЗТ. Се уште само двајца кошаркари на Работнички реализира. Костов 6 коша, Чековски 8. И тоа е премалку за да се добие надпревар на гости против МЗД Скопје. Самарджиски е повлечен од игра, а Младеновски влегува на позиција 5. 5,5 коша на минатите 2 меча во просек за Младеновски. А Чавдар Костов имаше 11 поени и беше најефикасен кај Работнички во оваа финална серија. Еднаш прецизен од двата обида за плюс 4 за МЗТ. Ево го Магдевски од табла, убаво положување, убаво решение за Андреј Магдевски. Него прв кош. Се жали на повреда еден од играчите на Работнички. Тоа би требало да е Стајич. Ево го сударот со Младеновски. Но се надеваме дека нема да биде Малер до тој степен да го загуби на надворешните позиции и Стајич. Нема Белки, до што има разигрувач бек да загуби во 3 меча Марин Докузовски. И тоа на ваков начин.
се пожали на повреда на ногата. Ќе се врати Јаневски на паркетот. Ефремовски веројатно чека повик. Тој е седмиот кошаркар што може да ротира овој трет надпревар со оглед дека Мираковски и Караджовски се повредени. Секако списокот има 11 имиња, другите двајца се Јордановски и Митевски кои што 0 минутажа по правило имаат. Да, во ова финале не влегува воопшто. Ќе видиме дали ќе можат лекарите на работнички, медицинските лица да ја санираат повредата на Стајич. Ефремовски, Младеновиќ, Костов, Јаневски и Крстевски. Тоа е петорката на Мари Докузовски сега. Костов против Иванов. Води оваа топка за Јаневски. Костов, прекршок на Иванов, ќе застане бугарскиот интернационалец на линијата за слободни фрлања. Не ова класична ситуација, висок-низок, но побрз е Костов и го навлече крватот на себе. Се реши да дрибла, иницираше, доби контакт и она што посакува, 2 пенала. Претходно реализираше еднаш од 2 пати. Еве и сега, со тоа што се изедначува со 8 поени со Чековски. За 16 за работнички на 3 минути до крајот на првата четвртина. Стојановски. Иванов, недоразбирање, или всушност постоеше идеја, меѓутоа изведбата на Иванов да го вработи во рекетот Младеновски не беше на потребното ниво. Поиграни шематски напади на МЗТ, работени безброј пати на тренинзите, кои што добиваат шанса за реализација. Ефремовски. Принудно тој е плеймейкер. Чавдар Костов. Оди на влез. Не успева да погоди, оди во транзиција тимот на МЗТ, застанува Стојановски. Го чека на блок Младеновски, па Иванов шут за 3 од крилна позиција. 24-16, 8 разлика, 8 коша на Иве Иванов, прв стрелец до сега кај МЗТ, со подеднаков број поени како на спротивната страна Чековски и Костов. 3 тројки од 5 обиди за МЗТ Скопје, висок процент на реализација. 3 тројки од 7 шута има работнички. И тоа е одлично. Сега пресечена топка, Магдевски. Ова ќе биде лесна завршница. За четврти поен на Магдевски за највисока разлика до сега. Прв пат двоцифрена, 26-16 во 9-та минута од надпреварот. На спортивната страна врати Младеновиќ. Ова е четврта тројка за работнички. Во вистинско време од Србинот, кој што одигра добар втор надпревар со 10 коша, иако главно мислам дека не ги оправда очекувањата во градски парк откако го засели тимот. Сега Стојановски од притисок на времето, од огромна далечина. Шанса за работнички да ја намали разликата кон крајот на првиот период. Ефремовски за Јаневски. Па Костов. Оди во рекетот. 9 поени за Костов. За него 10. Тој е сега најпрецизен на надпреварот. Не успеа овој Цепелин за Младеновскиот удар. Серијата на работничкиот 5-0 трае, а ќе има време. Еве го Младеновиќ уште еднаш. 8-0. 26-24. Тајмаут ќе бара Кочов, иако до крајот на првиот период има само уште 36 секунди. Без Бобан Стајич ја направи работнички оваа серија од 8-0 со која што резултатски се врати во надпреварот и го враќа егалот, би рекол, неизвестноста барем во оваа фаза од мечот, во финишот од првата четвртина, уште половина минута. Беше доста лут на овој тајмаут Ѓорѓи Кочов,
реагирајќи на начинот на кој што со несериозна игра неговите кошаркари го разигруваат противникот и практично го враќаат во живот. Магдевски шут за 3. Погодок на Магдевски со која што е ставен крај на онаа долга низа поени на Работнички, а Магдевски со 7 коша за сега, 29-24. Стајич до Младеновиќ, останува на двете тројки од претходно. Стајич се врати при оваа пауза претходно и завршува првиот период со 29-24 предност од 5 коша на МЗТ. Двојно помало од максималните 10 плюс кои што ги има аеродромци, 26-16. Многу нешта беа слични лани, ама многу нешта и беа ептен различни. Пред 365 дена, кога овие две тима се борија за шампионската титула во нашата клубска кошарка, приближно сличен состав на Работнички, меѓутоа со две исклучително важни странски засилувања во тој тим. Сетете се на придонесот кој што го има Маркус Гињард и Расел Робинсон. Заедно со Чавдар Костов, таа тројка интернационалци лани на Работнички му донесе враќање на пехарот по пауза од 10 години. Колку е тешка задачата за Работнички на овој меч не покажува само фактот што до Кузовски ги нема на располагање Караджовски и Мираковски од претходно Николовски, туку и тоа што масата во својата арена во оваа сезона дома има само 2 пораза. Едниот е од Работнички на 12 ноември, а другиот од Кожув на 16 март. 18 меча во Јане Сандански, во лигата 16 победи и 2 пораза. Сега е плюс 5. Крстевски се обидува да намали, успева. Тој е четвртиот играч на Работнички што се запишува во листата на стрелците. Почнува со него и со Јаневски. Во Кузовски тука се Костов, Ефремовски и Стајич. Сега Магдевски, 9 поен за Андреј Магдевски. Резервист е, така што овие 9 коша со кој што е најефикасен кај МЗТ Скопје, го прават кошаркар со највисок рейтинг индекс во досегашната фаза од надпревара. Костов за Јаневски, прочита Соколов и повторно Магдевски во полуконтра. Тука се Иванов, Дамјан Стојановски и Младеновски. Трета лична на Бојан Крстевски. Фаулот е на Ефремовски всушност уште во оваа фаза. Предходно се огласи судијата Игор Митровски и добро е затоа што Крстевски има 2 прекршока од предходно. Нема тројка на Магдевски. Ова е периодот кога Чековски добива одмор, малку поштеда, да поврати дел од енергијата. Крстевски, и тој се крева на шут за 3, тој погодува. Петте коша на Работнички на почетокот на втората четвртина се дело на Бојан Крстевски и повторно разликата е само 2 поена, 31-29. Соколов. Младеновски направи блок. Соколов, додавање од земја за Магдевски. Продолжува да го полни плеймейкерот на МЗТ противничкиот кош. 11 поени. Прв со двоцифрен број постигнати кошеви на оваа средба. 33-29. Работнички се држи над очекувањата. Така е, еве го Крстевски, успева да реализира негова во серија. 7 поени за него, има и прекршок, ќе застани на линијата за слободни, со шанса да ја намали разликата на само 1 поен. Еве го фаулот на Магдевски, недорече некако, недоволно силен за да може да го попречи Бојан Крстевски во реализација. Од друга страна, елеменен мек фаул што овозможи поени и дополнително слободно фрлање. 2 коша со 1,5 скок и без асистенција. Тоа е просекот во оние 3 клучни статистички показатели на Бојан Крстевски во оваа финална серија. Ова за него е веќе најдобар надпревар, несломнено со 8 коша, само плюс 1. Работнички натаму е рамноправен, ја издржа онаа прва криза, кога во 9-та минута МЗТ направи разлика од
10 коша. Еве сега шанси за Работнички да победе откако промаши Симоновски. Ова е периодот кога МЗТ ќе изгледа се поразновидно на теренот, а кога оскуден ќе биде изборот на Марин Докузовски, кога ќе нема да посегне по соодветни опции на клупата, а сега сакаше премногу атрактивно Магдевски и непотребно се му искомпликува. Прекината играта затоа што Стајич пак се жали на повреда, остана таму во противничкото поле. Се е вред со него, му дава знак на Младеновиќ дека ќе може да остане. На наредната замена на Работнички ќе почекаме веројатно до првата можност или потреба кога ќе се јави за нешто така. Стајич. Спушта за Јаневски. Затвори Младеновски, Костов против Симоновски. Магдевски остана против највисокиот противнички кошаркар, а потоа лична на Младеновски над Чековски. Интересно го повлече Докузовски Бојан Крстевски по 8 коша едно по друго. И го врати Чековски во игра. Стајич остави простор Самарџевски да му даде шанса дури и за шут. Не се определи за такво нешто. Ново продолжение. Јаневски со тројка го враќа Работнички во водство. 35-33. Неочекувано, може би изненадувачки, но сосем вистинито. Работнички води. Прв пат по оние 11-10, некаде по 3,5 минути игра од мечот. Работнички имаше добар старт и на претходните два меча. Ќе видиме до кога ќе може да игра вака. Евидентно е дека кога е шутот на високо ниво, а за сега е, барем зад линијата, Работнички може брзо да стигне. Така беше и на почетокот, кога правеше предност, а и во ситуација кога имаше минус 10. Сега Иве Иванов на линијата. По два тимски фаула за двете екипи во оваа фаза од средбата. Иванов, 9 поен. 2 од 3 за него од оваа позиција. Сега и 3 од 4. Тоа е вториот поцифрен кошаркар кај Мазата покрај Магдевски, а трет на средбата, затоа што 10 коша има и Костов, како и Иванов. Трето изравнување, 35-35. Беше 6-6, беше потоа и 14-14. Сега не погоди Костов. За него ќе нема одмор на оваа средба. Ќе се врати Младеновиќ во првиот нареден прекин, но сигурно не на негово место. Иванов за 3, преку Ефремовски. Него до претопката во општо обрачот, само таблата, прави фаул Симоновски. И преселбата на противничкиот тим во полето на МЗТ. Го урочивме, баш Костов излегува и тоа Младеновиќ на негово место. А и заслужува бугарскиот интернационалец затоа што е главниот символ и најпостојаниот, најконстантниот поединец кој што го има Марин Докузовски и во плейофот, и во финалето и истекот на целата сезона. Одлична акција сега, Чековски, асистенција од Стајич. 10 поен за Ѓорѓи Чековски. За плюс 2 за Работнички и за се погласна песна на домашните навијачи. Се уште ги нема симпатизерите на Работнички. Додавање сега во рекетот за Маслинко. Не успеа да погоди крај Стајич. Оваа зона за сега дава резултат на Докузовски. Ке треба и голема игра, голема борба, многу трчање, а од друга страна се разбира и доза среќа за Работнички за овој надпревар да оди во негова полза. Плюс 5 по оваа тројка на Јаневски. И вториот тајмаут на мечот го бара Ѓорѓи Кочов. 4:50 до крајот на полувремето.
24-9. Тоа е серијата на Работнички од моментот кога во 9-та минута од првата четвртина МЗД имаше 26-16, она рекордна разлика од 10 коша. Но потоа вториот квартал по оние 8 коша едно подруго на Бојан Крстевски како да го определија овој дел од мечот да оди целосно во насока на Работнички, а кај МЗД повторно се на паркет двајцата американци кои што додека беа на клупата противникот преиде во водство. Поголок на Вудар намалува МЗД 40-37. 8 тројки има Работнички. Од 15 шута. Его Чековски, односно Јаневски за 9-тата тројка. А негова трета за плюс 6. Ова е највисока разлика за Работнички во досегашниот тек од надпреварот. Се игра 16-тата минута. Не успеа да врати МЗД. Тоа е него Мирно Стајич. Предупреди Кочов дека надпреварот не може да биде добиен однапред, дека треба да се одигра максимално, а сега Работнички игра максимално. Со поени за Чековски. Него 12-ти кош. И трета лична на Самарџиски. Има дополнително слободно фрлање. Прави хокеерски заменик Кочов. Се враќаат Иванов, Дамјан Стојановски и Младеновски на паркетот. Работнички може би да изгледаше прежален пред овој надпревар, особено по начинот на кој што ги загуби првите два меча. Меѓутоа ги заслужува сите честитки, сите пофалби, сите комплименти за тоа како изгледа досега и без оглед колку ќе трае ова херојство на црвените на оваа средба, мислам дека ова е периодот кој што му дава еден специфичен тек на финалето на плейофот и по кој што сигурно ќе се памети без разлика кој ќе понесе на крајот славата и кој ќе освои шампионската титула. Не реализираше Чековски, останува на 12 коша, а МЗД Скопје на највисоките плюс 8, 45-37, односно Работнички на највисоките плюс 8. Еве го Иванов на другата страна, 12 кош. За Работнички е добро што засега и менаџирањето со лични грешки е одлично. Стајич, па Јаневски. Уште една Стајич, се оди на долга акција, веко Чековски на влез. Погодува Ѓорги Чековски. Кошот важи, има лична грешка. Незапирлив за центрите на МЗД. Стариот добар Станко, кој што може би со половина од свежината, со половина од енергијата, со половина од силите, меѓутоа со максимум од желбата, од посветеноста, го игра ова финале, а особено инспириран денеска. И со знаењето се разбира. Може би го прескокнав, да. Како негов главен адут. Чековски реализира овој пат од линијата, негов 15-ти кош. 48-39, 9 разлика. Завршни 3 минути од првото полувреме. Медфорд. Еве го Младеновски. Отсвртување, враќа на ист начин како Чековски. Кошот ќе важи, први поени за Љубомир Младеновски. Ќе има и дополнително слободно фрлање. Еве го уште еднаш дуелот со Јаневски и со Чековски. Мислам дека е фаулот на Чековски и за него втора лична грешка. Непрецизен Младеновски од дополнителното фрлање. 7 од 9 МЗД од линијата за слободни. Работнички 5 од 8. Веројатно забележавте, Костов е повторно во игра кај составот на Работнички. Не може премногу да одмора, дури и кога е резултатот на вистинската страна. Вудар по полого време не реализираше Работнички еден напад. Иванов. Медфорд на шут за 3. Далеку беше Стајич. Медфорд го користи тоа до максимум. Постигнува тројка.
намалува на 41-48 и понатаму 7 разлика водство за Докузовски, меѓутоа 44-48, меѓутоа побара тајмаут Докузовски по оваа серија од 5-0 на кошаркарите на МЗТ. Не може намака да иде и вие од овде да помагате, бе, луѓе. Помоште иде од противна страна. Ајде, готово, заврши. Мачки, абе кад човек се поговаря сам да... Чекай ме прекини, ало? Доставај! Еј, чекай малце. Стај! Идеме там доле, на чаптар. Мачки, направи добар блок овде, кај да ја прими Гестанко тука, разбираш ли? Ја прими Стефан. И од тука продужи Станко кај Дупа. Станко! Ако превземаш, ти мора да си подмагор. Ти гледај горе, Мачки, шири. Немој да останеш тука. Да останеш Станко со нов игра. Ајде, издржи се некој. Ало, ушелен, мало иде. Болница на клубата на Работнички, но резултатот е 48-44 за составот на Марин Докузовски. Плюс 4, 2 минути и 14 секунди до крајот на полувремето. За сега Работнички добро се држи. Овде треба МЗТ да се преиспита. Како успеа од оние плюс 10, 26-16 во 9-та минута, колку брзо да дозволи противникот да го сврти резултатот. Ево го Костов, пред него Будар, па вади за Стајич. Чековски, одлично! Се подзаборави Метфорд, а Стајич го постигнува првиот поен на овој надпревар. МЗТ знаел да има падови и во текот на годинашната сезона, па и во мечевите со Работнички, во оние што ги добиваше, особено во оние што ги губеше. Знаел да се издигне, но многу нешто се поразлични денеска. Иванов, нова загубена топка, оди Работнички во контра, Стајич, фрла за Младеновиќ, треба да позастане и лесно да положи од табла 8 поедни на Младеновиќ и повторно разлика од 8 коша. Највисоките 9 беа 48-39. Иванов тешко функционираат со Младеновски, меѓутоа Самарџиски рано влезе во проблеми со прекршаци и трилични грешки. Нова загубена топка или подарена практично на противникот. Рака на срце, тешко беше додавањето од Иванов за Младеновски. Позицијата беше таква што речиси невозможно беше да се прифати таа топка. Пресилна, а од премала оддалеченост еден од друг двајцата кошаркари. И понатаму ова се минути на Работнички, ближи полувремето. Чавдар Костов за рекордни 10 разлика на Работнички, за лична грешка на Вударт и за можност за дополнително слободно фрлање. Сега веќе и се посериозно може да се преиспитуваат сите кои што вечерва очекуваат толку лесно шампионско славие во сината половина од кошаркарско Скопје. 12 коша за Чавдар Костов и останува на нив. Не успеа уште еднаш да реализираат слободно фрлање. Напад за МЗТ, ако оди брзо, има уште една шанса за домаќинот во ова прво полувреме да организира акција. Метфорд тргнува на влез, положува, одлично го крена шутот, Лестер Метфорд избегна блокада, за негова е петти кош. Се знајде убаво над Јаневски за 54-46 и тайм-аут на 37 секунди до крајот на првото полувреме. Чекај малце сега, еј. Станко, чути малце. Еј, гачи сега едни. Стефане, ти води лоп. Уче мамо, Станко. Прави блок на Чавдар, да прими. Мачки блок на овој, како ја прима, да прими Стајич. Стајич, послушаме добро сега. Стефане, бегај одма вамо. Слушаш, одма идеш вамо. Да е празно. И Стајич трни со дриблик навага, Станко ќе му напред пик. Ако не можеш да му даеш на Чавдар за шут, играј со него пик. А ти Мачки начини чумо. Чекај ме се, мола. Чекај, чао. Само е док е за мој ти го гарантира. Не направи мене.
Ако NBA надпревар играат МЗТ и Работнички равно 100 постигнати коша на 37 секунди до полувремето. Невообичаено за едно финале, супер ефикасен надпревар, меѓутоа во кој што разочарувачки се одраните. Работнички има 9 тројки од 17 обиди, тоа е причина за овој бум резултатски, за овие 54 поени. МЗТ даде 29 во првиот период, но не е на тоа ниво во втората четвртина. Еве го Чековски, па Јаневски, осамен за тројка, не успеа да погоди. И ја припаѓа топката Иванов и сега до крајот на првото полувреме ќе напаѓа тимот на МЗТ Скопје. Ќе го троши времето, ќе биде задоволен ако дојде на разлика од 6 или 5 коша, ако евентуално даде тројка. Иванов тргнува на влез, па асистенција, меѓутоа пресекуваат играчите на Работнички, овде веќе нема време. 54-46 е резултатот по првото полувреме. Ова е извонредна втора четвртина за Работнички со 30 дадени коша наспроти 17 на домашниот состав и од таму оние минус 5 по првиот период се претворени во плюс 8 на полувреме. Неочекувана разлика за Работнички со оглед на фактот дека во составот ги нема Мираковски и Караджовски на надворешните позиции, па до Кузовски кој игра овој надпревар со ротација на се думина кошаркари. Меѓутоа и тие беа доволни за оваа предност. 15 коша Чековски, 12 Костов, 9 Јаневски, по 8 Крстевски и Младеновиќ и 2 коша за Бобан Стајич. Со 9 тројки од 18 обиди, што е 50% реализација на толку дадени тројки, тоа е извонреден ефект. И 11 од 14 за 2 поена, тоа е 78% реализација за гостинскиот состав. Кај МЗТ Скопје 12 поени Иванов, 11 Магдевски, по 7 Дамјан Стојановски и Будар, 5 за Метфорд, 2 за Младеновски. Домашниот тим има 5 тројки од 13 обиди, 12 од 19, што е добар шут за 2 коша. Има и 8 скока повеќе во однос на противникот. Направи 3 грешки повеќе, а сето тоа индивидуално и тимски собрано не е доволно за позитивен резултат и барем за сега не е доволно за титула на МЗТ Скопје оваа вечер. Пауза, па се враќаме со преносот во Јане Сандонски, ново исклучително интересен надпревар. Работнички се надминува себе си во првото полувреме од овој вечерашен трет надпревар од финалето на плейофот на домашниот кошаркарски шампионат. Наспротив, сосема поинаквите очекувања дека МЗТ Скопје до максимум ќе извлече корист од незавидната кадровска персонална ситуација во која што се наоѓа противникот. Актуелниот шампион води со 8 поени предност, 54-46 и барем за сега е во драстично по-поволна позиција во однос на претендентот за преземање или, ако сакате, за враќање на шампионскиот пехар. Чудно прво полувреме во кое што МЗТ нагази кон крајот на првата четвртина, кога дојде и до високи 10 поени предност, 26-16, меѓутоа за Работнички тогаш почна големото будење и враќањето во надпреварот. 8 поени едно по друго на Крстевски на стартот на втората четвртина, за потоа да успее и да ја анулира целосно високата разлика на МЗТ и да не само да го преземе водството, туку во еден момент исто така да дојде до двоцифрена предност. Беше 54-44 во финишот на вториот период. Поеди на крајот на МЗТ со кој што само малку беше уплажена позитивата на противникот, но тешката задача пред МЗТ
допрва предстои. Од друга страна, работнички со едно растоварено издание, колку и да изгледа тоа неверојатно со оглед на императивот пред кој се наоѓа поради фактот што пораз за него ќе значи и официјално губење на шампионската титула. Меѓутоа, ете таквиот опуштен пристап во кој што практично позицијата на фаворит му ја предаде на противникот, работнички ја користи до максимум и еве го до изненадувачко, но наполно чисто и заслужено водство. 11 победи и 7 порази има работнички на гостувањата оваа надпреварувачка сезона. 4 пати од Блокотекна, 2 пати од МЗТ и еднаш загуби од Гостивар. Меѓутоа еве го новој меч во добра позиција со плюс 8 на влезот во второто полувреме од средбата. Стајич, Чековски, Јаневски, Костов и Младеновиќ. Тоа е почетната петорка на работнички. Еве го Јаневски, подобар е кога шутира тројки, има 3 од 4 шута. Не реализираше во последниот во првото полувреме. Сега не успеа ниту за 2 коша, па е шанса за МЗТ Скопје. Иванов, Младеновски, Дамјан Стојановски. Еве погодува тројка Дамјан. За него трета од 4 обиди. Во првиот дел имаше 2 од 3. Покрај центрите и Дамјан, тука се и Бударт и Медфорд во изборот на Ѓорѓи Кочов, кој што веројатно ќе инсистира неговите кошаркари рано на почетокот на овој трет период да влезат во ритам и да ја скопат разликата на ривалот. Оваа тројка на Дамјан беше со шут од над 7,5 метри на 5-6 секунди до крајот на времето дозволено за напад, меѓутоа веруваше во чувството кое што го имаше, во инстинктот и во моментот кога се определи на шут. Убеден сум, знаеше дека ќе погоди. Четиринаесет секунди, ресетиран часовникот, времето беше прекинато за да биде избришан подот таму во рекетот, во оној полукруг под кошот на екипата на МЗТ. Костов за Младеновиќ бие за 3 поени на повратна топка од Чековски. Повторно овозможена чиста позиција за шут за бековите на работнички, меѓутоа не реализираше. Овој пат интересно е што Чековски имаше мисмеч ситуација, зад себе Вударт го имаше, можеше тоа можеби и поелегантно и попродуктивно да го реши во полза на својот тим, меѓутоа притисокот на секундите на часовникот кој што одбројуваше го направи своето. Младеновски убега топката, има фаул. Втор фаул на Бобан Стајич. За сега нема кошаркар со три лични кај работнички, кај МЗТ тоа е Самарчевски. Еве го Бударт на влез. Не успеа да погоди ниту тој, ниту од одбојка Дамјан Стојановски, но МЗТ останува само за кратко во напад, па Чавдар Костови на крајот, ова е топка за МЗТ, вели судијата Павлов. Аплаудираат и едните и другите од клубата на работнички за борбеноста на Костов. А навивачите на МЗТ затоа што се задоволни што нивниот состав може да нападне и ако реализира да ја сведе разликата на достижна со еден напад. Просто неверојатно е како онаа топка не влезе во обрачот во двете ситуации при претходниот напад. Стојановски право во рацете на Стајич. Добра одбрана на работнички. Младеновиќ. Костов, висок низок против Вударт, заглави Костов, има фаул над него. Еве го овој дуел со Лестер Медфорд. Личната е на Младеновски. За него трета. Проблем за двајцата центри на МЗТ. Дури неверојатно е како не ја користи работнички предноста на позициите на кои што би требало да е по секоја логика надмоќен, а го покажуваше тоа и меѓу другото и статистички со бројот на скокови, фатени топки во претходните мечеви против работнички. Медфорд
од поблиску. Доволно му попречи Чековски за да го измести овој шут на Лестер Метфорд. Јаневски во два наврата за помалку од една секунда падна во искушение да шутира за тројка и два пати се предомислуваше. Пак судиите ја запираат акцијата за да биде избришан подото на му каде што се истркала Чековски при претходниот напад. Не дојдоа навивачите на Работнички, барем не засега во салата и веројатно и нема да се појават, не знам од која причина. А навивачката група на МЗТ Скопје и натаму на нозе, како во транс постојано, ги боди своите милиници кои што не успеваат да го скршат Работнички. Еве за 23 минути игра. Две и пол минути во третиот период, само тројката на Дамјан Стојановски. Насетална супер ефикасност во првата и во втората четврта. И овие неколку прекини ја нарушија динамиката, нарушија темпото на надпреварот. Може би секоја ваква пауза е добре дојдена за играчите од еден аспект. Со оглед на заморот, на исцрпеноста, на високата температура, иако генерално пријатно е во спортскиот центар Јане Сандански и тоа е нашиот спортски објект кој што ги има најсовршените услови за спортски надпревари без дилеми. Постов успеа да создаде простор крај Дамјан Стојановски. Еве го првиот поен за Работнички во второто полувреме. За разлика од 7 коша. Иванов. Метфорд. Се отвора удар, но добро запрен од Младеновиќ и сега краде Стајич. Не оди кај МЗТ, еве го Чековски во противничкиот рекет. Немаше позиција да ја заврши акцијата. Па шут на Јаневски за тројка, два е промашување на подругу на Маријан Јаневски, откако ги постигна првите три тројки. А тој сегмент, шутот од далечина зад линијата, беше еден од главните што го одржа Работнички во првиот дел. И покрај фактот што 8 скока повеќе имаше МЗТ Скопје. Рампа доби Младеновски. Двојно му попречија тука и Чековски и Јаневски, уште 8 секунди за нападот на МЗТ. Иванов. И потоа наивна лична на Јаневски. Важи кошот на Иванов. Негов 14-ти погодок ќе има и дополнително слободно фрлање. Втора лична за Маријан Јаневски. Промашија две слободни фрлања играчите на МЗТ до сега. Од 9. Работнички не искористи 4 од 9. А едно од тие две промашени слободни фрлања беше за Иве Иванов. Од оваа позиција има 1 од 2. Сега 2 од 3. За 15 поен. Се изедначува со Чековски. Само уште еден интересен момент, 25 скока на Работнички, само 13, односно 25 скока на МЗТ, само 13 на Работнички. Еден неверојатен показател на соодносот до сега. Шутот е оно што го носи на преварот во друг правец. Блокада на Младеновски, па нема тројка на Дамјан Стојановски и повторно Иванов сакаше идентичен начин, меѓутоа не дозволи да фаулира Чековски, а Иванов е човекот кој што го враќа МЗТ многу близко. 4 минути во второто полувреме, само 2 коша за Работнички. И веднаш разликата е речиси целосно анулирана, само плюс 2. А беше плюс 8, на полувреме највисоките плюс 10. Пред крајот на вториот период, еве го Младеновиќ. Шут за 2 беше ова. Негов 10-ти кош. Прво вториот дел. Тргнува Метфорд. А Иванов, проигрување Младеновски. Нема да има проблеми на ваква асистенција. Љубомир Младеновски, негов 4-ти кош. Ајде да не преодицирам ништо, ама за сега Иванов има 17 коша, 6 скока и 7 асистенции.
Време доволно за трипл-дабл може би. Како се разигра во ова трета четвртина. Напаѓа Младеновиќ. Се избори за нови 14 секунди Чековски. Костов лесно против Стојановски. Извонредно Костов заслужи да поентира. Останува на 13 коша и 5 скока до сега. Тројка затоа на Медфорд. Го нема, ќе се разбуди. А се буди и МЗТ. Доаѓа до водство 59-58. Тајм-аут бара Марин Докузовски. во третиот период. Серија на МЗД Скопје. Негативата од 8 е претворена во позитива од 1 кош. Ова е втората криза за работнички. Првата беше пред крајот на првиот период, кога МЗД победе со 26-16, но од тој момент до крајот на полувремето работнички за 11 минути даде 38 поени. И сега ќе видиме дали шутот повторно може да биде адут за гостинскиот состав. Стајич тргнува во напад. Младеновиќ. Чековски направи блок. Еве го Костов. Костов оди на влез, има лишна од Четврта на Самарџиски, само што влезе. Тој е првиот играч со 4 фаули, 3 има Младеновски кај МЗТ, а кај работнички нито еден со 3 фаули до сега. Што е многу значајно, затоа што на 7 мина во ротација логично е да се влезе во проблеми со фаулите, а тоа работнички за сега го менаџира како што треба. А Самарџиски никако да влезе на преварот, да дојде на мечот. Рано 2 фаула, рано трет, уште порано сега и четврти прекршок, пак мора да оди надвор. Костов шут за 2, истекуваше времето за напад. Нешто божем офанзивен скок на Чековски, ќе ново време за напад. Да, свирна семафорот, иако топката го допре обрача, што значи требаше да има ресетирање и 14 секунди за напад на работнички. И затоа реагира во недоумица и едните и другите. Стајич. Се доведе во тешка позиција. Младеновиќ. Еден обид за 2 од висок пост. Тешко поентира работнички по паузата, по големиот одмор. Медфорд од позицијата каде што се изведуваат слободни фрлања. Дефанзивен скок на Крстевски. Чековски за Костов превисоко во рекетот. Како на ретко кој меѓусебен дуел на овие две екипи оваа сезона, повеќе грешки, повеќе загубени топки има МЗТ. 10, ова беше 7 на работнички. Повлечен Чековски, во двојка сега Јаневски и Крстевски. Медфорд 2 на 2 со Младеновски, отвора простор Младеновски за плеймейкерот. Не може Иванов крај Јаневски, сега пробива Медфорд, се намести на шут за 3 од аголот на игралиштето, стои за контра на работнички. Сочека Младеновиќ, ќе видела позициона акција. Стајич. На блок Јаневски, еве висок низок ситуација. Иванов, Стајич, а пред Крстевски е Младеновски. Кружи оваа топка за Јаневски против Дамјан, меѓутоа не оди шутот кај Маријан Јаневски во второто полувреме. Нито еден кош. На другата страна тројка на Медфорд. Негова трета на мечот, а втора во ова трета четвртина, втора и за МЗТ. 62-58. Се уште трае серијата, 16-4 е сега за домашниот состав. Се до оваа тројка на Јаневски му беше потребна за да се врати во надпреварот по неколку лошо одиграни акции во овој трет период.
Долго работнички имаше повеќе обиди за тројки отколку шут за два на оваа средба. Се сменија нештата по оваа трета четвртина. Иве Иванов со неговиот 19-ти погодок. Според поединечните остварувања тој е моментално најкористниот играч на мечот. Индекс 20. Слично како претходно Чековски, сега Јаневски со непрецизна топка за Кристенски. Завршни 2 минути од третиот период. Имам впечаток дека ова е значајна фаза од средбата во која што ако МЗТ направи голема разлика, ќе му биде тешко на работнички да се врати. Се разбира, не е невозможно. Чековски го видовме на клупата. Ево го Дамјан. Забрана играта, лична во напад. Во поставувањето блок. Или пак од Дамјан. Од блокот на Младеновски, четврта и за него. излегува од игра, Масленко на паркетот. Ќе мора Масленко да понесе одговорност, многу повеќе со оглед на фактот дека и Младеновски и Самарковски имаат по 4 лични. А работнички се уште не е скршен. Костов. Офанзивен скок. Нови 14 секунди. Јаневски. Стајич. Излезе Масленко, побрз е Стајичовиќ за флоутер и пак измина времето, меѓутоа важат поените бидејќи се рестартираше часовникот. Топката до преобрач. Поени на Крстевски 64-63. Сега Дамјан Стојановски на спротивната страна. Веднаш брза акција на МЗТ, пак за плюс 3. 66-63. Тече последната минута од третата четвртина. Додавање Костов, меѓутоа добра во одбрана работи Медфорд. Откако падна Дамјан Стојановски, не успеа да го запре обидот на бугаринот. Се чуди Костов како нема фаул над него. Меѓутоа Павлов се биде добро. А се чудеше и претходно Дамјан Стојановски како нема прекршок над него од Костов во борба за позиција, за да добие топка таму под обрачот на МЗТ. Его Магдевски во игра на местото на Медфорд. Даде 2 тројки, 6 коша американецот во третиот период, а Магдевски одигра одлично прво полувреме со 11 поени, тоа во краток временски интервал. Костов за Јаневски, агресивно сега Иванов на него. Јаневски успеа да мине и на крајот изфрлена топка во аут за работнички. Ќе проверуваат судиите на повторена снимка, кој играше последен со топката. Одовде тешко се гледа, а одовде мислам дека Јаневски е последен. Главната камера, веројатно, или крупната, најдобро ќе им илустрира. Признава Митровски дека лошо видоа арбитрите првично и се е вред во интерес на регуларноста апсолутно. Јаневски изтргли секако таа топка во надвор од теренот. Магдевски. Дамјан Стојановски проблеми да ја задржи топката. На крајот се излезе добро, па Масленко и успеа да го реализира овој шут на Андреј Масленко. За него прв поен на мечот, а четврти во оваа финална серија. Сега Стајич не успеа да ја задржи топката, па е новиот плюс 5 и МЗТ има нешто помалку од 3 секунди за да упати уште еден шут кон противничкиот кош. 4 загубени топки во последните 5 напади на работнички. Два пати лоша координација во додавањата меѓу центрите. Јаневски претходно и сега ова кога му побегна топката на Стајич. Овој фаул е добар затоа што е трет тимски за работнички во овој период.
пак ќе може да се направи уште еден и дополнително да истече времето, да нема простор за шут, но ќе треба да се внимава кој играч би го правил, нема фаул, а од половина терен не успеа да погоди Вудар. 68-63, ова е доминантна четвртина за кошаркарите на МЗТ Скопје, кои што постигна 22 коша, а примија само 9. И со таа разлика од 13, ги анулира оние минус 8 од полувремето, па со плюс 5 ќе влезат во решавачкиот период. Почеток на завршните 10 минути од третиот надпревар од финалната серија во 27-то кошаркарско првенство на Македонија. Мазата води со 5 разлика против Работнички. Ако го совлада, ќе дојде до 7-та лигашка титула. Во спротивно, Работнички ќе намали и ќе одржи шансата евентуално да се надева на 16-тиот првенствен трофеј. Арбитрите сакаат да ја го погледнат овој момент уште еднаш. Втора лична инаку му е досудена на Младеновиќ. Дилемата беше дали е на во која фаза од влезот, од пробивот на играчот на МЗТ, дали има две слободни или топка отстран. Побајагиот се одолжи оваа пауза поради бришење на паркетот. Едва и 20 на секунди од последната четврта. Удар. Маслинко има чист шут за 3, меѓутоа се определува за асистенција кон Иванов, не може кошот, фаулот е претходно. Две брзи лични грешки за 10 на секунди активна игра направи Стефан Младеновиќ. Трета лична, интересно, тој е првиот кошаркар во редовите на Работнички со 3 прекршоци. Секој фаул, секој паѓање на земја подразбира и цела минута одмор, пауза за да биде избришан паркетот. Пак Магдевски во истата улога како и пред неполна минута. За Иванов. Соработка меѓу Иванов и Магдевски, сам Маслинко на шут за 3, погодува Ваволот за 8 разлика, 71-63. 2 поена кон крајот на третата четвртина, сега и тројка на почетокот на четвртата. Андреј Маслинко, поранешниот играч на екипата на Работнички. 71-63. Ова е втора највисока предност која што има МЗТ по оние 10 разлика. Меѓутоа Чавдар Костов не дава Работнички пред време да потоне. Бугаринот со неговата трета тројка и вкупно 16-тиот погодок. Една тројка од 4 обеди имаше Работнички во третиот период, наспроти 8 односно 9 од 18, 50% во првото полувреме. И тоа е една од причините што МЗТ успева да направи серија. 22-9 беше во третиот период за домашниот состав. Овој пат не успеа Магдевски, претходно и Иванов и сега Јаневски во контра излета двајца играчи и на крајот успеа да погоди. И тоа со многу среќа, а баш ќе рече дека успеа да се многу умешно да исконтролира. 14 кош, 5-0 серија за Работнички, од минус 8 сега е само минус 3, што значи дека се уште е отворен овој надпревар. Вудар. 3 тројки од 6 обиди имаше МЗТ во третиот период. Вудар сега за 2 коша. Големо промашување, топката паѓа во рацете на Крстевски. Јеве шанса Работнички дури и да изравни. Мостов против Иванов. Јаневски. Додавање за Младеновиќ. Па еве влез, положува Младеновиќ.
12 коша. Ова серија од 7-0 на Работнички трае. Кочов бара тајмаут. Слушаме вам. Добро. Слушаме вам. Свича. Play switch, окей? Пеđa! Ideme za masu. 1-4, Gliksen. Pase. Okej. Ideme, play vamo, 22. Jedan pas. Pas, povratna. Atak here, okej? Peđa. Za. Zone 5. Spušti dole kopku, okej? Ej, odbrana! Ajde! Ajmo, ej! Нетрпелив е Ѓорѓи Кочов да ја освои првата тренерска титула во кариерата. Млад е 34 години. Тоа ќе биде добар старт во првата сезона во која што беше прв тренер на МЗ-та од почеток до крај. Лани беше асистент, па потоа го водеше МЗ-та во финалето, но загуби од Работнички со Марин Докузовски со 3-0. Тогаш Докузовски освои седмата првенствена титула. Во оваа сезона го придодаде и четвртиот куп. Има 11 трофеи, но во лоша ситуација во оваа финална серија. А без оглед на секако мачка со 9 животи е Работнички на оваа средба. Многу пати веќе виден губитник, а тука е близко само на еден поен негатива. 71-70 води тимот на МЗ-та Скопје Аеродром. Јанески направи лична грешка над Иве Иванов. Трет прекрешок за крилниот центар на Работнички. Најсигурниот изведувач на пенали во тимот на МЗ-та е Иве Иванов со над 80% реализација сезонава. 8 од 10 домашниот тим од оваа позиција. Меѓутоа втор пат греши денеска Иванов, 2 од 3 промашувања се негови. Иако е убедливо најдобриот поединец во повеќе статистички категории во екипата на МЗ-та денеска. Прв со 20 постигнати коша воопшто на мечот. 72-70. Со Метфорд и со Магдевски прв пат двајцата плеймейкери заедно. Ударт на клупа Соколов малку поигра уште во првата и втората четвртина и не доби шанс. Стајич. Не погоди тројка во ситуација кога имаше шут за преземање на водството. Метфорд. Иванов бие за 3. Невешто Бојан Крстевски, а Самарџиски му лизна топката од раце, ајде. Друго објаснување нема. Од најавата за троен двоцифрен ефект на Иванов нема ниту еден скок и ниту една асистенција. Се замрзна на тие 6 скока и 7 асистенции, а едва и погодува и слободно. Работнички се обидува да остане во овој надпревар и да го добие, се разбира, да остане во серијата целосно. Еве го Стајич на влез од табла, непрецизен. Тоа прифаќа Дамјан Стојановски. Два напада не користи Стајич, првиот за водство, сега за израмнување. А затоа на другата страна Метфорд. Негов 13-ти поен. Тој е сега втор стрелец кај МЗ-та Скопје. Иванов 20, Метфорд 13, Стојановски 12, Магдевски 11 поени уште од првиот дел. Пресечена топка. Ќе стигнали до Дамјан? Не, затоа што борбен е Младеновиќ, па Стајич потоа и на крајот ова е напад за МЗ-та. Требаше да ја освојат оваа топка Крстевски и Стајич и вината е само нив. Малку повеќе пристапност. А требаше да има и лесна контра претходно за МЗ-та Скопје.
за лесни поени без дилема на Дамјан Стојановски. Но станува 74-70, 6 минути до крајот. Чековски се враќа во игра на местото на Крстевски. Даде 10 коша Бојан Крстевски, Чековски е на 15 од првото полувреме уште. Не знам од кога нема игран овака надпревари во Олкус гуснат ритам, вакво темпо секој втори или трет ден, 5 меча со Блокотехна, еве и 3 сега. А и финишот на Суперлигата, да не заборавиме, се играше по динамика два надпревара неделно. Да, дојде и она куп завршница како капак. Меѓутоа, МЗТ Скопје има многу повеќе надпревари оваа сезона од работнички. Овој денеска е 65-ти за металците во сезоната и се надеваат дека ќе биде последен. Самарџински четврти поен. За 6 разлика. На 3 од 4 меча со работнички кои што ги одигра оваа сезона имаше двоцифрен број скокови. Денеска малку доаѓа до израз поради проблемот со лични грешки. Краде топка сега Магдевски, неговиот принос во одбраната е непроценлив и дава резултат до пределбата на Кочов во оваа фаза од мечот и со Медфорд и особено со Магдевски поради неговата агилност во одбраната, а значајноста, важноста на Медфорд во нападот, во прецизноста, во шутот од дистанца е огромна. Еве неговата четврта тројка денеска. Тоне работнички, 9 разлика за МЗТ. Тајм-аут бара до Кузовски ако може да спаси нешто. Што играш? Не играј баскет! Дај вам! Чекай малку! Не, давај ми утак! На 72-70 работнички имаше два напада. Стајич не успеа да погоди еден шут за 3-1 за 2 поена и потоа 7-0 или вкупно 8-0 прави МЗТ за висока разлика на средина од последната четвртина. Фаул на Магдевски број 2, а прв тимски прекршок воопшто за МЗТ во овој завршен квартал од надпреварот. Ова е веќе ситуација која што МЗТ ја има под целосна контрола. Чековски, сега само индивидуални блесоци може да го спасат работнички. Меѓутоа, тешка е позицијата во која што се наоѓа гостинскиот состав. Судиите ќе ја проверуваат снимката. Шутот на Чековски е за 3. Во оној заеднички скок по топката. Мислам дека Костов игра. Судиите сметаат поинаку. Веројатно и подобро видео, а најилустративна беше онаа прва повторена снимка, крупната. Стајич. Добар блок од Чековски. Стајич погодува. Само 4 коша за Бобан Стајич. 79-72. Има 8 асистенции плеймейкерот на работнички. Иванов за 3. Во подолго време погодок од игра. 23 коша за Иве Иванов. За втор пат на надпреварот плюс 10. Двоцифрена предност во 36-та минута. 82-72 беше 26-10. Оној резултат кој што повеќе пати го споменувавме и претходно како една од одредниците на денешниот меч. Михајло Младеновиќ. МЗТ Скопје граби кон седмата лигашка титула. На прагот е да го врати престолот во нашата кошарка. Магдевски, 8 за тројка, не успева да реализира, но тука е Самарџински со офанзивен скок. Нема потреба од брзи напади. Времето работи за МЗТ. Брзо оплета игра, краде Младеновиќ. Негов 14 поен. Игра најефикасниот надпревар во оваа финална серија. Продавање, Иванов тргнува сам, меѓутоа нова работнички сега во одбрана, па Стајич кон Младеновиќ.
Агресивно Метворд на Стајич. Сега Иванов е пред плејот на Работнички. Ова е висок-низок ситуација. Па кружи топката за Јаневски, саме Чековски успева да реализира, Ѓорги Чековски. Негов 17-ти кош, тајмаут бара Ѓорги Кочов. Во ситуација кога неговиот состав има плюс 6 на 3 минути и 5 секунди до крајот. We all right. Keep playing, man. Keep playing. Listen, ej, ne rizikujete tako, ovo ne ni treba. Na pick and roll, na toj drop, na toj pick and roll, mnogo je nisko. Napravi vertical switch. Double in the middle. Okay, pick and roll. Red for four. Not to pick and roll. Leave a thumb down over the pin down the bumper, okay? Double in the middle. 4, 5, 1. Pick and roll. Pet za tebe. Pas. Idao. Ajde, let's go. За тренер на МЗД Скопје нема посладок начин да се освои титула. Ако се разбира на спортивната страна е Работнички, па ако и тоа биде без загубен надпревар во финалната серија. МЗД треба да ги преброди уште овие 3 минути, да ги издржи. 6 разлика има и напад. Ја има расположената публика во Јане Сандански за славење оваа вечер. Ќе видиме дали ќе успее Работнички да направи целосно изненадување. Ако и ова негово издание со оглед на проблемите е изненадување. Дамјан Стојановски сам за тројка, не успева да погоди. Продолжува акцијата, уште 6 секунди за неа. Метворд излегува Чековски, Метворд тешка позиција. Мораше да шутира затоа што истекуваше времето. Не реализира МЗТ по тајмаутот на Кочов. Сега напад за Работнички. Можен заплет, можна драма во финишот, но само ако реализира Работнички. Фаул над Костов од Дамјан Стојановски. Има право уште на 2 така наречени мали прекршоци тимот на МЗТ дека го искористи правото на вкупно 4. Само втора лична за Дамјан Стојановски. Магдевски излегува, Вудард ќе се врати. Добро изгледаше МЗТ во еден период кога беа заедно Магдевски и Вудард. Стајич. Костов. 7 секунди уште. Не знам дали имаат контрола на времето кошаркарите на Работнички. Крстевски, последна секунда, успеа да поентира, важат кошевите. Со звукот на сирената успеа од тешка позиција да ја смести топката во обрачот. 12 поена за Бојан Крстевски, 82-78. Ова е 6-0 серија на Работнички. МЗТ без погодок 3,5 минути. Од оној момент кога поведе со 10 разлика, втор пат на овој меч, 82-72. Сега Дамјан, претходно не реализираше тројка, прекршок на Костов. И ова е четвртиот тимски фаул на Работнички во решавачкиот период од средбата. А втор за бугарскиот интернационалец. И претходниот пат во првата четвртина кога МЗТ направи 10 разлика, Работнички одговори тогаш со 8-0. Иванов за Самарџиски. Вудард влезе на местото на Магдевски пред малку. Вудард и погодува. Овој кош важи. Не е потребна лична грешка. Мислам дека тоа беше Стајич. 9-ти поен за Джеймс Вудард, прв во вториот дел. Не Стајич, туку Младеновиќ. Се подмести и го подарува ова дополнително слободно фрлање. А згора на тоа го прави четвртиот прекршок. Непрецизен Вудард, меѓутоа ја прифаќа оваа топка. Чековски се лизна, можеби и бара прекршок, но нова акција за МЗТ. Пак Вудард искусно, па сега Иванов тргнува на влез. Вади за Самарџиски кој што мора да шутира. И ова е веќе промашување, па сега лична грешка за да нема
брза контра на Работнички. Ова е третиот тимски фаул за домашниот состав. – 83 секунди до крајот, до последниот звук на сирената. Разликата е 6 поени. Не е ова безнадежна позиција, иако МЗТ ја има едната рака на шампионскиот пехар. Младеновиќ. Крстевски за Стајич. Суден е фаул во рекетот од Иванов. Или нов фаул на Дамјан Стојановски. И беше вниманието насочено кон она борба без топка меѓу Иванов и Чековски. Тајмаут бара Марин Докузовски на 1 минута и 6 секунди. Баш да чуеме што напад ќе сугерира. Чекај мал. Измена Мачки место Станков. Ей! Чекај мал. Чавдар направил дека. Лок за Мачки. Боки. Ева. Дека Чавдар прави. Боки, ти овде му правиш на Чавдар. Ако имаш шут тука, јасно ли е? Стефан, ти овде изладиш. Боки, ако видиш дека презимат, сварај се оба тука доле, дајте. Јасно ли е? Мачки ти овдека, Стајич овде стои горе. Стефан, нека избере. Према лопти, да. Не, ти си овде. Иска од Коши и идеш у Коши. Ајде. И напред, ход. Го седна Докузовски, Чековски на клупа, Маријан Јаневски во оган. Со идеја на него да се оди на завршница, на поени. Теоретски најмалку 2 напада му се потребни на Работнички за егал, под услов да даде 2 тројки, меѓутоа прашање е колку е сето тоа изводливо во овие моменти со оглед на околностите. Костов среќно доаѓа до топката. Стајич го заобиколува Стојановски. Стајич нема погодок. Потроши многу топки, промаши важни шутеви и тука полека МЗТ Скопје може да почне да прославува. Завршни 50 секунди. Нема дилеми дека МЗТ ќе држи оваа топка до крај. Ќе има уште 35 секунди по оваа акција, меѓутоа еве тргнува Самарџиски на реализација. Јаневски прави лична грешка, ќе има 2 слободни врлања за Самарџиски. Добре е што успеа да приземи безбедно. Непријатно е кога корпулентен кошаркар на ваков начин ќе падне на паркетот. А веќе навивачите на МЗТ Скопје ја прославуваат 7-та шампионска титула, 16-та вкупно, ако се имаат предвид и оние 9 во купот. Ова ќе биде 7-та титула во последните 8 години. Сите се од 2012-та, кога заврши долгогодишното чекање на екипата од населбата Аеродром на првиот лигашки трофеј. Самарџиски реализираше само еднаш. За него 5 коша, 7 разлика, уште една украдена топка и веќе се е готово, дури нема потреба кошаркарите на МЗТ Скопје воопшто да напаѓаат, ниту пак Работнички ќе се обиде да ја украде оваа топка. 85-78 ќе биде конечниот резултат од овој трет надпревар од финалето, во кое што во последниот период МЗТ даде 17 коша, додека пак составот на Работнички 15, но вкупно само 23 во вториот дел. Запредне семафорот затоа што измина времето за напад, оние 24 секунди. Судиите сега ќе треба да ја управат уште една топката во игра за да почне да тече семафорот и да ја официјализираме 7-та шампионска титула на МЗТ Скопје.
Аеродром слави. Мазата Скопје, 7 пат е првак на Македонија. Се врати на престолот, кој што лани го загуби токму од Работнички. Сега му врати на големиот ривал на ист начин во финалната серија, добивајќи ја со 3-0 вечерва во арената Јане Сандански со 85-78. Работнички долго се држеше, иако играше без Мираковски и Караджовски, а тренерот Докузовски, кој што зад себе има 11 пехари во нашата кошарка, можеше да ротира со само 7 кошаркари. Меѓутоа, шутот го служеше Работнички, неговите играчи се бореа, па на крајот на првиот период од негатива од 5 коша, 29-24 за МЗТ, на полувреме дојдоа до 54-46, односно позитива од 8 коша, а има и разлика од 10 пред да заминат на одмор. Меѓутоа, клучен беше третиот период, кога тимот на МЗТ заигра подобра одбрана, кога Работнички не успеа да го одржи процентот на удар зад линијата, даде само 9 коша, МЗТ постигна 22, дојде до позитива од 5 разлика на влезот во решавачката четвртина и на крајот успеа да го одбие и последниот напад од Работнички, кој што имаше негатива од 82-72 во 36-та минута, па со серија од 6-0 намали на 4 коша. Иванов беше лидер на МЗТ Скопје со 23 поени, 16 постигна Метфорд, 12 Стојановски, 11 даде Магдевски, со 9 овој надпревар го заврши Джеймс Вудард, по 5 коша постигна Маслинко и Самарджиски, а 4 Младеновски. На спортивната страна 17 поени за Костов, исто толку 17 за Чековски, по 14 за Младеновиќ и за Јаневски, 12 оваа вечер за Крстевски и 4 поени за Стајич. Премалку за Работнички да може да дојде до 16-тиот трофеј во 20-тото лигашко финале. Наспроти тоа, МЗТ Скопје го прослави 16-тиот пехар до 27-то финале во нашето првенство и се врати на чело на нашата кошарка, откако 62 пат славеше во 152-иот меѓусебен надпревар со Работнички. Во финалните надпревари билансот е 26-16 за тимот од Градски парк на 42 меча до сега. Меѓутоа, оваа вечер слави составот на МЗТ Скопје. Церемонијалот на оддавање признанија почнува вечер со посебна плакета за принос кон македонската кошарка што ја заработува Петар Денковски. Првиот судија на денешниот надпревар, за кого ова е крај на кариерата, еден од нашите најистакнати судии во изминатата деценија и пол, се простува со свирчето, имаше можност еве да ја дели правдата на 2 од 3 финални соочувања меѓу МЗТ Скопје, Аеродром и Работнички во ова завршница од плейофот, и тоа ќе биде сигурно еден од неговите најдраги спомени во кариерата. Во меѓувреме, на трибините веќе трае славието, трае радоста. Ова е 7 пат МЗТ да е шампион на Македонија, но многу почесто се случуваше прославата на шампионската титула Аеродромци да бидат практично принудени да ја прават на гостински терен, поради надмоќноста во полуфиналните и во финалните серии од плейоф соочувањето од 2012 до 2017. Најчесто се случуваше решавачките победи да ги забележуваат на теренот на противникот. Затоа денеска славието ќе биде уште поголемо, особено што од спротивната страна, што губитник е вечниот ривал Работнички, кој што по само една година владење во нашата кошарка одново ќе го предаде шампионскиот пехар, а тој ќе заземе значајно место во трофејната соба на МЗТ Скопје Аеродром. Оваа сезона ги поделија пехарите. Работнички го освои купот 10 пат и е најуспешен и во тоа надпреварување, а во ова финале за Марин Докузовски и за неговите играчи утешната награда, сребрените медали. Марин има 7 првенствени титули, 95-та, 6-та, 98-та, 99-та, 2003-та, 2009-та и лан.
освои 4 купа. 98, 2003, 15 и 2019. 25 пехари за работнички до сега. 35 финалиња, 7 двојни круни. Осмата ја попречи актуелниот македонски првак тимот на МЗТ Скопје. Бојан Крстевски, Андреј Ордановски, Бобан Стајич, Димитар Мираковски, Димитар Караджовски, ако не играа на овој надпревар, се разбира беа на клупата, ќе добијат и тие медали. Ѓорги Чековски, Максим Митевски, Чавдар Костов, Виктор Ефремовски и Маријан Јаневски. Тоа беше 11-ката на МЗТ Скопје која што играше во ова финале. Одсутен беше Кере Николовски, нема да го заборавиме, затоа што во некои статистички категории на врвот. Тој е втор стрелец на тимот зад Костов, втор скокач, според процентот најдобар изведувач на слободни и најдобар шутер за 3 поени. Останува работнички да се организира во ова лето и да направи стратегија како ќе продолжи. Најавено е заминување на Костов, најави до Гузовски дека нема да биде тренер, така што клубското раководство ќе има многу работа. А МЗТ пак ќе биде на сладки маки да го зачува овој шампионски состав кој што сега ќе ги добие медалите од председателот на федерацијата Перо Антич. Подготвени се посебните маички за оваа шампионска пригода. Новиот председател на Кошаркарската федерација ќе ги врачи медалите, потоа и шампионскиот пехар во рацете на капитенот на екипата на МЗТ, за која што од 7 трофеи ова е само второ освоен против тимот на работнички. Во 2014-та и сега во ова 2019-та. Два пати МЗТ славеше против Куманово. Поеднаш беше поуспешен од Фени, од Кожув и од Карпош Соколи. Но секогаш задоволството е најголемо кога на Мегданот како губитник на спротивната страна ќе биде тимот на работнички. Долго Аеродром живееше во длабока сенка на црвената доминација, на супериорноста на екипата од Градски парк уште од првите години во самостојувањето. Едноставно, долго траеше супериорноста на работнички, а 2 децении МЗТ чекаше на дебитантскиот трофеј во 2012-та, за потоа да нареди 6 во серија или еве вкупно 7 во последните 8 години. Ова е состав кој што беше составен, тим кој беше составен уште минатото лето. Ѓорѓи Кочов сам го избираше, имаше време, можност да работи уште од подготовките, го придодаде подоцна само Самарџиски, со што ја надополни сликата на компактен колектив кој што можеше да игра на два фронта. Една топка, еден прецизен шут го делеше до враќање во АБА лигата преку Триумф против Задар во мајсторката за пласман во најдобрата лига. Дамјан Стојановски прогласен за најкорисен играч. 12 постигнати коша денеска, 3 тројки. Може би според бројките Иве Иванов имаше генерално подобар настап, меѓутоа ако се земе придонесот на капитенот во 3 меча од финалната серија, јасно е зашто не му припаѓа ласкавото признание за најдобриот индивидуалец, најдобриот поединец во целото финале, во целата плейоф завршница. Преостанува уште најсвечениот момент, кога Дамјан Стојановски ќе го прими е шампионскиот пехар. Прегратка од доскорашниот соиграч во македонската репрезентација, сега во поразлична улога. МЗТ Скопје Аеродром ја слави 7-та шампионска титула. Ќе се радува долго во ноќта ова
Летна, жешка, јулска вечер, сината половина на кошаркарско Скопје доаѓаат наместо срцата на љубителите на овој спорт, кои што живеат во овој дел на градот. Живееја тие една година за одново трофеот да се врати кај нив. МЗТ покажа најконстантна форма во сите делови од годинашниот шампионат. Можеше да калкулира, да настапува и со помлади играчи во дел од основниот сегмент на сезоната во прволигашката конкуренција, да делува многу посериозно во Суперлигата, а да биде најмоќен во финалето, во плейофот, во полуфиналето и во финалето кој што ги доби со по 3:0 прво гостивара, потоа и работнички во оваа завршна представа на 27-тиот кошаркарски шампионат на Македонија. 16-ти пехар, овој трените на МЗТ Скопје, 7 во лигата, 9 во купот, ова беше 27 финале. МЗТ може да се побали со 4 двојни круни и со 3 пехари во Суперкупот. Еве по 65 надпревари во оваа сезона, МЗТ може да рече дека епилогот е успешен и тоа сосема заслужено. Работнички, МЗТ, Пени 3 пати, Струмица еднаш и Николферт еднаш, мале кругот екипи што беа шампиони на Македонија во кошарка, само 5, Куманово 3 пати, Вардар 2 пати, Кочани 2 пати, Жито Вардар играше исто така финале во македонската кошарка, но не успеа да го крене пехарот. Ова се моменти за слава, моменти за радост, моменти за паметење на МЗТ Скопје, првакот на 27-то кошаркарско првенство на Македонија. Почитувани гледачи, оставаме зад нас уште една кошаркарска сезона во која што македонската телевизија беше верен придружник на збиднувањата во нашиот клубски баскет. Беше турбулентно, беше динамично. Се надевам дека успеавме во текот на изминатите 8 месеци да ви ги доловиме највозбудливите, најквалитетните моменти и уверен сум дека ќе продолжи така и во иднина веќе од септември кога ќе почне наредниот шампионат. Поздрав од македонската телевизија, од екипата која што го реализираше овој завршен пренос.